Триото Ad Libitum, составено од флейтистката Силвана Чулева-Атанасова, кларинетистот Лазар Соколов и пианистката Емилија Кабранова-Филипова, синоќа по трет пат се представија пред Прилепчани, овој пат исполнувајќи композиции од 20 век. Нивниот настап е во рамките на манифестацијата Нов културен бран од Министерството за култура во соработка со Центарот за култура Марко Цепенков. Имавме два дела. Во првиот дел нашиот кларинетист, односно колега свиреше на кларинет, во вториот дел со алт саксофон. Во првиот дел првата композиција беше од Такаши Йошимацу. Во вториот дел свиревме Чарлс Кехлин, една симпатична композиција. Потоа имаше трио од Русел Петерсон, тоа е амерички композитор, и на крај завршивме исто со истиот композитор, меѓутоа негов аранжман на композицијата Spain од Чик Кореа. Секогаш кога доаѓаме тука знаеме дека сме топло дочекани, пред се од организаторите на Домот на културата и прифатени од публиката. И секогаш ние на таа цел сме да смениме репертоар и да секогаш да покажеме нешто ново. Се трудиме, се обидуваме да аплицираме на повеќе места, се обидуваме, како што кажа колегата, да се представиме со нова програма. Тоа е наш предизвик. Не сакаме да се појавуваме со стара и свирана програма, што не значи дека и тоа е грешка, но убаво е да создадеме нова музика за публиката, изненадување, за нас, усовршување и напредок на самото трио. Триото Ad Libitum е формирано во 2015 година и во својот широк репертоар вклучува композиции од сите музички епохи, оригинални композиции за ваков состав, нивни транскрипции, обработки, модерни и современи композиции. Настапувале во повеќе градови во Македонија, како и во Србија, Хрватска и Бугарија, на отворање на изложби, промоции на книги и како гости на други музичари. Минатата година го снимија нивниот прв компакт диск.